Продолжи конститутивната седница на Собранието со дискусија за избор на комисија за избор и именувања, откако пратеничките групи во Собранието минатата недела се договорија председател на оваа комисија да биде од редовите на ВМРО-ДПМН. Сепак за дискусија за избор на комисијата денеска се пријавија 57 пратеници, повеќето од ВМРО-ДПМН. Топ тема на ваша страна денеска преку социјалните мрежи го побара ставот на граѓаните дали тие очекуваат обструкции за изборот на нов председател на Собранието, дали ВМРО-ДПМН ќе го попречува конституирањето на Собранието. Сашо Мержановски како одговор ни напиша дека е очигледно реплицирањето помеѓу пратениците од иста партија под изговорот дека не биле пратеничка група. Сметам дека тоа представува класична обструкција, напиша Мержановски, но бидејќи Македонија парламентарна демократија, нека пројде и тоа, бидејќи на опозицијата секогаш треба да ѝ се даде поголема шанса. Твитерџијата Димен не сум Спасов пак очекува Илија Димовски, кој е предлогот на ВМРО-ДПМН за председател на комисијата, да ги предложи сите 120 пратеници само за да се развлече оваа седница како она на општина Центар. Диме во друг твит напиша: да не се оди в затвор, затоа бараат и нови парламентарни избори. Одложувањето така ќе трае до истекување на рокот на СЈО. Никнеймот Цене на Твитер напиша: целта е да се одржи статус кво во сите битни институции како судство, обвинителство, полиција, за да не одговара никој од ВМРО-ДПМН. Според твитерџијата Драгче Кркљанац, веќе го попречуваат конституирањето на Собранието, со да го влекува до недоглед, беа на инструкции кај најголемите демократи Алиев, Орбан, денеска Ердоган. Твитерџијата Ракурс пак напиша дека најдобро би било останатите партии да свикаат прес пред Собранието и со заедничка изјава да ја бойкотираат бурлеската на ВМРО-ДПМН. Топ тема на ваша страна побара и став за тоа која би била целта на евентуалната обструкција, се брани Македонија или власта. За одбрана на Македонија не станува збор е ставот на Лачки Тодор, бидејќи вели тој главните ликови кои повикаа на одбрана се некаде во странство. Председателот на државата е оној кој ги повика сите да излезат на улица, не се дома. Лачки констатира: село гори, баба се чешла. Констатацијата на Демир Седио е дека се знае. Според него веќе е срамно да се споменува одбраната на татковината кога работите се чисти и јасни како солза, да не ја вреѓаме интелигенцијата, да се земат работите посериозно и што побрзо да се формира влада, напиша Седио. Дарко Кежман на Твитер напиша дека на ВМРО-ДПМН не име гајле за Македонија, не име гајле ни за членството, на нив единствено им е важно Груевска да не заврши во затвор. Според него, без Груевски и Мијалков, ВМРО-ДПМН дефинитивно нема да постојат и тоа е болката. Твитерџијата, подпишан како МТ персона, смета дека целта на ВМРО-ДПМН и тврдокорните е да ги одбранат тендерите да се спасат од затвор. Тоа има единствена цел. Коментарите на социјалните мрежи за продолжување на конститутивната седница главно се во насока на тоа дека ВМРО-ДПМН ќе се обидува да купува време со пролонгирање на изборот на комисијата, од која пак зависи изборот на идниот прв човек на парламентот.